многу одамна може да кажам дека поминаа години како што останавме некако околу пасторалните посланија и навистина многу години поминава и говорев дека кога сме веќе кај пасторалните посланија да го видим и ова писмо, едно од најкусите писма на апостол Павле до Филемон или Филимон, го пишуваат на најразлични начини. Јас минатата проповед ви кажав дека се определив од ова најкусо писмо на апостол Павле и интересното во ова писмо е што не само што е најкусото писмо на апостол Павле, него и едно од најличните писма на апостол Павле кои ги има пишувано. Ако ги видиме сите 3-14 писма на апостол Павле кои што ги пишувал, сите писма се пишувани и да кажам примателот на писмата вообичаено се цркви и се говори за црковното заедништво, како што претпоставувам се сеќавате како што ги разгледавме пасторалните посланија во еден хронолошки ред. Ова писмо не само што е кусо, него е многу лично писмо. И кажав дека апостол Павле се обраќа минатиот пат за да имате представа во би рекол разбирлив контекст, да знаете за што станува збор. Апостол Павле пишува писмо до негов многу голем пријател од Колос, нели, Филемон, така е и насловено ова писмо. Кажува неколку збора за неговата сопруга Апфија и за Архип, нивниот син, но целата идеја е за некој си таму Онисим, кој што ќе видиме во уште една проповед. Јас кажав дека во 3 проповеди ќе го разгледаме ова писмо, ова е втората проповед и сакав од ова писмо да извлечам една единствена цел, да говорам за љубовта. Што тоа ова писмо ни говори за љубовта и што ова писмо ни говори за простувањето. И ако се сеќавате многу накусо, ќе спомнам најважните некои нешто од таа прва проповед која што ја насловив зошто треба да простуваме, ако се сеќавате, и говорев за 4 аспекти на простувањето и кажав дека првиот фактички аспект или првото нешто за кое што говорев дека непростителноста кај секој еден од нас не доведува во една состојба која што не заробува. Како одминува времето, ако останеме со таквиот став на непростителност, како ќе одминува времето, така ќе стануваме поробени. Колку повеќе ќе бидеме поробени или заробени, толку повеќе ќе расте болката во нас, толку повеќе ќе стануваме тажни луѓе. Простувањето, дадов еден пример, е како една рана која што не се третира. Простувањето, затоа реков, ја лекува едноставно таа рана, а непростителноста не доведува, што се вели, да се прошири таа рана, која што влијае на целото наше тело или го опфаќа целото наше тело. Вториот сегмент беше, или втората причина зошто е важно да им простуваме на луѓето, бидејќи непростителноста има, говорев, кумулативен ефект. Колку повеќе одминува времето, толку повеќе си ја прераскажуваме таа случка. Колку повеќе одминува времето, стануваме и легнуваме со таа случка. Особено кога сме во позиција кога некој не навредил. Бидејќи само во таков еден аспект ние имаме оправдување да кажеме јас не можам да му простам на еди кој си, бидејќи толку многу ме навреди, да тоа е нема шанси, како што велат, да поминеме преку тоа. Но таа рана за која што говорев, нели, како еден пример сликовит, се повеќе се инфицира и се повеќе не заробува, како што реков, комплет сите. Третиот сегмент или третата причина зошто е важно да простуваме,
реков дека извадив еден стих многу важен и многу битен од Ефесијаните, каде што вели 4 глава 26 и 27 стих: гневете се, но не грешете, сонцето да не зајде во гневот ваш, ниту пак да му давате место на ѓаволот. Со непростителноста и со тоа задлабочување на непростителноста отвараме или ставаме, велиме, на нашите срца едно доброеделе на ѓаволот. И четвртата, една можеби од најважните за мене сегменти, говори во Матеј, во молитвата Господова, каде што има сегмент, нели, за простувањето, и како што завршува молитвата во Матеј 6 глава 14 и 15 стих велат: бидејќи ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и ван ќе ви ги прости вашиот Отец небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ги прости вашите. Недостатокот на простување едноставно ја нарушува таа, би рекол, секојдневна комуникација, говорам во контекст на вистински христијани, на посветени христијани, кои имаме секојдневна комуникација со нашиот Создател. Ако секој еден од нас, барем еднашка во животот, после на новораѓањето говорам, бил во една ваква состојба, најдобро може да си одговори. Јас можам да ви говорам од лично искуство. Не можете просто, нели, да одите во тајното одајче и да седнете да имате комуникација со Бога. Блокирани сте на еден начин. Паметот повторно е насочен и постојано се враќа на таа непростителност. И јас минатиот пат ја завршив, ако ја се сеќавате, оваа проповед: имате ли на некој на кому му немате простено? Се надевам дека после овој период, дека и имало таков човек, правите напори и правите чекори кон простителност. Ние самите одбираме кој пат ќе го одбереме и кој пат ќе го одиме. Дали ќе одбереме патот на простителноста и ќе правиме чекори кон простителност, или ќе го одбереме патот да се инфицираме, како што велам, да се заразиме и да ја изгубиме да го изгубиме тоа заедништво со Бога. Не е лесно, но многу пати пак говорам, да речем, од аспект на христијанското советување, луѓето многу тешко ме разбираат кога велам дека простителноста, ако ти си тој кој што треба да простиш, простителноста е добра за самиот себе си, а не за тој другиот таму кој што треба да му простиш. И има уште еден сегмент, луѓето, повторно ќе кажам, не разбираат, зависи кој и каква е навредата, или која е причината за непростителноста. Јас велам дека треба да се прости, да се прават чекори кон простителност, како што реков, за самиот себе си. Меѓутоа, тоа не означува дека со човекот или со лицето во кое што сме го имале конфликтот, многу пати велам дека продолжува од местото од каде што сме застанале. Не е така. Меѓутоа, за ова сето што го говорев повторно, простителноста дава да можете да зачекорите, јас велам, од нула. И да градите повторно пријателство и да градите, нели, како што велам, период на доверба. Ова втора проповед ја насловив како карактерот на оној кој простува. Кои се карактеристиките на еден христијанин, би рекол? Бидејќи ќе видиме, ние имаме како да сме задолжени, како да сме повикани да бидеме простителни и да секој пат го бираме патот на простителноста, а не да се закопуваме во една лутина и во една непростителност. Не знам дали сте размислувале, овде многу пати сме говореле, можеби со Борја многу одавно, ја не сум бил на часовите од среда, со Ани порано, знам, кога барава луѓето да се вработат. Сме се молеле за многу луѓе за вработување и не е едноставно кога вистински христијанин ќе се вработи, би рекол, во светска фирма, наједноставно кажано,
а повеќето овдека што ги знам, сите работиме во светски фирми. Тешко е да бидете христијанин и да работите во околности кои што ве обкружуваат, што немаат ништо општо со христијанството. И овој свет, ја дори кога испратив некој извадок мал до Емануел за да се стави на Facebook, кажав дека денешното општество, од кај да се свртите, се повеќе ве поттикнува, велам, да бидете непростителни. Многу е поважно за ова општество да држите лутина. Тоа е голема работа. Ма какво простување? Успехот на ова наше општество е колку што повеќе држите лутина, колку што повеќе имате некако свој цврст став кој што го заземале, на тоа се гледа многу потор. Многу различно од нашиот концепт, многу различно од она што ние го имаме како пример во Исуса Христа. И интересно е што простувањето, велам, ќе говориме ова утро за причините и за последиците. Фактички самиот апостол Павле, како што реков, да го видиме карактерот на оној христијанин кој што ја има таа љубов и кој што ја има таа простителност. И јас велам дека простувањето, пред малку реков дека е наша должност. Имам предвид, нели, како христијани. Имаме должност да простиме. Повторно ќе кажам, не е лесно, меѓутоа треба да се трудиме и секој пат да го одбираме патот на простителноста. Од кои причини, бидејќи сме задолжени и ќе видиме, ако велиме дека сме христијани, ако Христос е изворот на љубовта, простителноста ќе видиме од каде произлегува, од каде таа, би рекол, нели, сила за таа простителност. Ова утро Борјан прочита 4 стиха и ќе ги видиме овие од 4 до 7 стих. 4 вели: секогаш му благодарам на мојот Бог кога те спомнувам во молитвите своји. Секој пат. Колку и да имате предвид дека апостол Павле пишува на многу добар негов пријател, и јас кажев и минатиот пат и пред малку дека идејата на апостол Павле пишува до својот пријател Филемон да му прости со наједноставни зборови и да го прими назад Онисим, негов слуга. Ние ќе видиме дека големи се претпоставките дека Онисим нешто земал, нешто, да не речам, украл од својот господар и избегал. Но се уште како неверен човек, се уште човек кој што не го познава Христос, а преку апостол Павле доаѓа до него. И ова писмо е за да се врати назад. Ја ми говорев минатиот пат дека робовите во први век, ако направат една ваква белја, би рекол, ги бележеле како што ги бележат животните. Им ставале жик да не може нити да се продаде, да кажеме, кај некој друг собственик и да служи. Значи, сериозно е обвинувањето и сериозна е, би рекол, целата случка што се случува помеѓу Онисим како човек кој што избегал од тоа. Но интересното е што секој пат апостол Павле вели дека се моли за Филемон и му благодари на Бога за тој негов брат. И малку подоле ќе ви прочитам на неколку места каде што апостол Павле пишува до различни цркви во различни писма. Не можете да видите кај апостол Павле само како една теза дека тоа го прави ради реда. Апостол Павле кога вели дека постојано и секогаш му благодари на Бог и дека во секоја негова молитва се споменува. Јас се запрашав, се си поставам себе си прашање, во секојдневните мои или во секојдневните наши, ваши молитви, се
се сеќаваме ли едни на други? Ви текнува ли да се помолиме едни за други? И себе си го поставам тоа прашање. Колку често, секојдневно кога се молам, ми текнува на моите браќа и сестри. Нели? Колку често ми текнува на луѓето од ова семејство што викаме дека, нели, се радуваме едни на други, си помагаме едни на други и вистина сме семејство. Јас сум кажал многу пати дека овдека луѓе од ова семејство многу повеќе време поминувам него ли со моето крвно семејство. Многу повеќе пати овдека ми помогнале во било кој аспект од мојот живот, него ли во моето крвно семејство. И добро е, нели, секој да си одговори. Добро е во молитвите. Ја верувам дека ние имаме секојдневна комуникација. Милувам да кажам дека тоа е комуникација со Бога. Секојдневно. Дали во таа комуникација секојдневна, па отвараме едно друго прашање, отварам колку сме искрени едни со други, колку си ги споделуваме нашите грижи и проблеми низ кои поминуваме. Нели, како во едно семејство. Ние дома, секој од нас во нашите семејства се си говориме отворено и се бориме заеднички. Меѓутоа, овдека малку како да ги зацкриваме нештата. Не можеме да ги кажеме отворено проблемите. А јас тврдам, повторно од аспект на христијанска психологија, дека нема овдека ниту еден од нас кој што не се бори со некаков проблем. Само може да ни се различни проблеми. Иначе дека некој ќе рече дека се му е дузбен, нема таква. Добро е во нашите секојдневни молитви, добро е да споделуваме и добро е да се сеќаваме и да благодариме. Благодарноста на апостол Павле е во тој контекст. Јас имам еден крвен брат, овде ќе имам многу браќа. Богатството од секој аспект е многу поголемо во ова семејство. Не може да се спореди. И кога човек ја разбере и осознае таа вистина, таа радува и ослободува и човек. Неминовно е да имам комуникација секојдневна со Бог, а да не му благодарам на Бог за сите вас или секој ден за некој определен човек. Во 5-тиот стих може би суштински за мене, кулминација на денешната проповед според мене, за она што сакам да го кажам за карактеристиките, за карактерот на простителност. Вели, бидејќи слушам за твојата љубов и вера, која ја имаш во Господа Исуса и кон сите свети. Овде се обраќа апостол Павле токму до Филемон. Слуша за љубовта и за верата која што ја има Ониси во Господ Исус и кон сите своји свети. Две многу важни карактеристики кои би требало да ги имаме, повторно ќе кажам, како луѓе кои што се нарекуваме христијани. Две многу важни црти, ако сакате. И Павле вели, тоа е неговата љубов и вера кон Господ Исус и кон сите светии. Верата на Филемон во Христос ни покажува дека Филемон длабоко во себе ја има таа, што ја велиме, врска, посветеност со Бога и љубовта кон сите светии што ја изразува. Ќе се обидам да го објаснам зашто реков е од суштинско значење. Оние што ме следат, да речеме, ако отворат Ефесјаните, 1 глава, 15 и 16 стих, вели вака. Ете, затоа и јас, кога чув за вашата вера во Христа Исуса и за љубовта кон сите светии, не престанувам да му благодарам на Бога, спомнувајќи ве во молитвите своји. И ако отворите Колосјаните, 1 глава, 3 и 4 стих, вели вака.
му благодарам на Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, молејки се секогаш за вас, бидејќи чувме за вашата вера во Христа Исуса и за љубовта ваша која имате кон сите свети. Како да читате еден ист стих, Колосјаните, Ефесјаните и нашиот денесен текст, нели? Филемон. Нема разлика. Апостол Павле постојано благодари во секое негово писмо, но не знам дали забележувате околу верата и љубовта. Во Ефесјаните и Колосјаните говори за вера, а потоа говори за љубов, додека во нашиот денесен текст говори за љубов, па потоа за вера. Вчера си правиме еден разговор со Јана, па ја прашувам, викам, дедо, правиш, дали си слушнала прво што е причина и што е последица? Па вели дека слушнала, па велам дали можеш да ми дадеш еден практичен неколку примери да ми кажеш за да ја разберам. Ја не знам што е причина, а што е последица. Зашто многу пати луѓето мешаме, говориме за последицата и обратно како за причината. Ова го говорам токму овдека, бидејќи во Ефесјаните и Колосјаните апостол Павле говори за вера и за љубов, а овдека е малце како да е измешан стихот, говори за љубов, па за вера. Намерно е, значи не е апостол Павле, ниту е печатарска грешка, ниту апостол Павле не знае што говори, но прави токму една анализа на причината и на последицата, и на последицата и на причината. Вистината е дека причината си е верата. Причината е верата, но овдека последицата е љубовта. Но овдека во нашиот текст ја раскинува љубовта и вери љубов и вера кон Господ Исус и кон сите свети. Со други зборови, апостол Павле, ќе видиме у двата стиха, може малку водичка да ми даде Јана или не? Апостол Павле му вели на Филемон, имаш уникатна и единствена можност. Таа можност е да ја покажеш вистинитоста на твојата вера. Сите ние како христијани, ќе кажам вистински, не можеме да избегаме од вистинитоста. Не можеме да избегаме од вистинитоста на нашата вера. Како ќе ја покаже таа вистинитост, Филемон? Ќе ја покаже преку љубовта, што ќе ја покажеш кон твојот роб, што те молам во писмото, ќе видиме понатака, да го примиш назад. Зошто? Бидејќи вели, верата која имаш во Господ Исус Христос и кон сите светии. Светиите еднашка говорев и овдека во оригиналот, светиите сме сите ние вистински христијани. Светиите се оние кои што се одделени. Светија е оној кој што е различен. Светија е оној кој што е поинаков од овој свет. И радоста на апостол Павле, и радоста на Филемон, што говори за овие свети и говори за браќата и сестрите кои што го спознале Христос. Објектот, како што велиме, на верата е Господ Исус Христос.
Последицата на таа љубов неминовно е така и почнав да се љубиме едни со други. Ова се можеби две најсуштински карактеристики за било кој од нас кој што се нарекува, повторно ќе кажам, христијани. Не можете да сте го запознале Христа, не можете да чекорите секојдневно со Христа, не можете да разберете дека објектот на нашата вера е Господ Исус Христос и да не произведувате, вашата вера да не произведува љубов. И несватливо е мене кога ќе ми кажат дека толку голем бил проблемот, не размислуваат за простителност. Ја не можам да разберам во кого тоа, нели, определени луѓе веруваат. Каква е таа вера? Какво е тоа запознавање на оној кој што не создал? Каква е таа љубов, ако ја разбереме, нели, ако го разбереме гревот, што тоа нас, на секој поотделно ни е простено, да ние не можеме да покажеме љубов и да не можеме да тргнеме, ја не велам и минатиот пат, да не бидам погрешно разбран. Зависи од проблемот, не велам да се прости во еден миг, но да тргнеме по патот на простителност. Различно е многу. Патот на непростителноста, така почнав, така говорам за светот во кој што живееме, за општеството во кое што живееме. Многу не е променето денеска после 20 века и во времето на први век кога станува збор за Римската империја. Нема промена. Промената и во први век, промената и денес ја прави Христос, ние ќе видиме се во наредниот стих, кај секој еден од нас. Кој е тој што ќе се пофали, нели, што има и најмало добро и најмала промена кон добро, дека го направил со своји сили. Нема таква работа. Ако е така, секој ќе прави промена. Секој ќе се движи општо, светот ќе се движи кон подобро утре, но светот не се движи кон подобро утре. Со ништо и во ниту еден аспект. Промената ја прави Бог и ние, ја многу пати велам, Бог одбрал така да работи со неговите деца. Ние сме тие кои што го одразуваме, нели, Христос таму каде што живееме, учиме, работиме. Таа е вистината. Многу е различно, многу пати велам да ви говорат за љубов. Може да си говориме до утре, може да бидеме одлични теоретичари. Меѓутоа велат, ако тоа не заживее, ако тоа не се воплоти кај секој еден од нас, како што вели апостол Павле, има сега можност, нели? Да ја покажеш на дело твојата вера. И последицата затоа велам на таа љубов, на таа вера е љубов. Ние сите сме биле грешни. Сите. И јас секој пат и тоа го велам. Не можеме со чинот на нановораѓање и покајување и крштевање и како и да е целиот процес, меѓутоа треба да се трудиме секојдневно. И повторно вчера имавме еден разговор со Јана, сега прашува, нели, многу. И јас говор, ти треба секојдневно, како што одиш на училиште сега, 7 оделение, и имаш некоја динамика на учење, така треба да се однесуваш и кон Библијата. Како ти ќе осознаеш кој е твојот создател? Со еднаш у неделата читање. Никој пат нема да чита еднаш неделно и велам во училиште и ќе си остане се во 7 оделение. Тоа го гарантирам. Никој пат нема да отидеш повеќе од, нема да го завршиш никој пат 7 оделение. Да, меѓутоа збориме прво оделение е една состојба. Веќе 7 оделение е друга состојба. Средно училиште е трета состојба. Да, меѓутоа
и материјалот, и обемот, и се надградува и се зголемува. Така е со изучување на Словото Божие. Може ли да веруваш во некој, да ти е, како што векам, фокусот Христос, да не знаеш кој е Христос? Да не знаеш во човекот во кој што си поверувала, говориме за некакво спасение, да не знаеш што е спасение. Да не знаеш утре кај ќе одиш. Не е целта само да се покаеш, да поверуваш и седнеш овде и се ајде ќе ги трљаме клупите, ние ја завршивме нашата работа. Не е така. 6 стих вели: и молам твојата вера што ја имаме заедно, да се покаже на дело во познавањето на секое добро кое го имаме во Христа Исуса. Веќе малку начнав. Ако во претходниве 2 стиха говори за таа нит, за таа карактеристика, како што реков, за карактерот на оној кој што простува. Не може човек да прости, ќе се навратам па без да го познава Христос. Не може човек да прости од каде таа љубов ќе ја има. Ти треба да имаш љубов, да се надминеш, што велиме, самиот себе си, нели? Да умрам за самиот себе си, да умрам за моето его, а да воскреснам за другиот. Тоа може само преку верата. И Филемон и овдека говори. Апостол Павле говори до Филемон. Знаеме дека Филемон бил богат човек. Знаеме дека видовме дека имал робови, видовме дека имал голема куќа, видовме дека црквата, заедништвото се собирало кај него. Слушаме дека човекот помагал на сите можни страни. Идејата е, затоа реков, веќе ја начна. Апостол Павле вели: се молам, повторно ќе прочитам, за твојата вера што ја имаме заедно, да се покаже на дело во познавањето на секое добро кое го имаме во Исуса Христа. Нема добро дело без Исуса Христа. Не може никој да се пофали и да каже дека направил било какво добро дело и да си го препише на самиот себе си. Ако има било какво добро дело, тоа е благодарение на Христа. Апостол Павле тоа му збори. И за заедништвото, и за секаде. Да, многу помага, се грижи за црквата. И сега те молам за еден твој роб, нели, кој што веќе не е роб. Значи, веќе е еден дел од нас. Веќе е дел од семејството. И во таков еден аспект, немој да си препишуваш некои работи, сега да те фати суетата, јас колку сум голем, јас какви работи направив у живот. И да си направил големи работи, но и заедништвото да знае кога ќе се чита ова писмо, никој да не заборави дека секое добро дело е дело на Господ Исус Христос. И 7 стих, со него ќе завршиме: зашто ние многу се радуваме и утешуваме поради твојата љубов, брате, бидејќи преку тебе се успокоија срцата на светиите. Срцата на светиите, и ова сме го говореле. Верувам дека на многу места кога ќе се сретнеме, во оригиналот срцата значи овој дел овдека вика центарот на внатрешните органи. И срцето секој пат се говори за овој дел на внатрешните органи, за чувствата и за сето она, за волјата, како што велиме. Тоа има представа за срцата, вика, на светиите. Светиите веќе кажав, значи, сите браќа и сестри, сите заедно се радуваат за општата состојба. Бидејќи не е идејата човек да живее самиот за себе си. Не е идејата ти да имаш, ти да успеваш, за другиот да не те интересира. Овдека токму тоа го говори апостол Павле, зашто многу се зарадувавме и се утешивме поради твојата љубов. Значи, љубовта е таа која и не радува, љубовта е таа која што може и да не утеши. И повторно ќе кажем од собствено искуство. Верувам секој почувствува.
разоружени сте од луѓето и од љубовта. Кој сака нека биде од таа страна, меѓутоа кој ќе покажува љубов, што може да правите против љубовта? Што може да правите против љубов? И вели, за твојата љубов, брате, бидејќи преку тебе се успокоија срцата на многу свети. Целокупното заедништво, целокупната, да кажам, помош што ја имал во тоа време Филемон. Неговото дали било очигледно материјални добра, и куќата, и робовите, и се што правеле, радува, ама како што вели апостол Павле, немој да заборавиш. Немој да те фати гордост и суетата. Се тоа што го правиш благодарение на Христа, и сите ние се радуваме. И радоста каде е? Каде што се чувствата, вели, каде што е срцето, во утробата. Од тука сите ние затреперуваме од радост, од убавина. Завршувам со тоа дека добро е да размислуваме, бидејќи и верата и љубовта во една таква врска го изградува нашиот карактер. И тоа сум говорел, нели, околу карактерот. Многу луѓе, нели, ќе кажат, дали во позитивна или во негативна смисла, таков му е него карактер. Па многу пати доаѓаат, јас се радувам, нели, на мој терен околу темпераментите, па велат, многу е темпераментен, многу е жив. Па се трудам да објаснам дека и сум говорел дека карактерот се заучува. Карактерот обично, првата база кај што го оформуваме нашиот карактер е семејството. И не можеме да избегаме од тоа. Дали е добар, дали е лош, меѓутоа мојот карактер кога сум излегол бил оформен од моето семејство. Како растеме повеќе, вториот круг би рекол, карактерот го оформуваат нашите пријатели, нашите другари со тие што. Но доброто е што карактерот е менлива работа. На карактерот можеме секој пат да работиме. И затоа овдека велам дека Бог е тој и има карактеристики ние како христијани да го изградува нашиот карактер, да го менува нашиот карактер. И да се оформуваме, нели, како луѓе кои ќе бидат верни, нели, ќе го имаат како објект, велам, Господ Исус Христос, и неминовно е како последица со тек на нашето растење во Бога да ја покажуваме љубовта. Љубовта кон сите што не обкружуваа. Сите ние имаме неограничен потенцијал. Ќе влезам во друга тема. Со што тоа Бог ни дал какви дарови. Наше е, повторно ќе кажам и завршувам со тоа, што ќе избереме. Дали ќе избереме да правиме зло или ќе избереме да правиме добро. Нема нулта ситуација, но ние сме во подобра положба, многу подобра од луѓето кои што не го познаваат Бога. Бидете благословени, имајте една благословена седмица, верувам сте размислувале. Ако сте имале луѓе на кои што не сте им простиле, не верувам дека има такви. Меѓутоа, одберете го секој пат патот и работете по тој пат на простителност. Бидејќи само така ќе може да си го оформуваме карактерот и ќе видиме, ќе имаме уште една проповед и ќе го завршиме ова послание до Филемон. Ќе видиме кои се мотивите и со тоа ќе завршам на од каде и со какви мотиви се поттикнуваме, нели, за простителност, за таа љубов, за таа вера кон